По училищниот одбор на Средното општинско училиште Методи Митевски Врицу Делчев. Повикувам образлагачот да се образложува. Улага се се. Учитувани советници, почитувам председател. Значи, предмет на ова барање од Средното општинско училиште Методи Митевски Врицу е согласно. Значи, во член 39 од Законот за изменување и дополнување на Закон за средно образование, Службен вестник на Република Македонија број 67 од 2004 година и членовите 105 до 110 од статут на Средното општинско училиште Методи Митевски Врицу Делчево е тврдена состав и постапка за избор на представници во органот на управување на училиштето. Членовите на училишниот одбор во училиштето од страна на основачот се бираат по истекот на мандатот, односно 4 години. Значи, предлогот се дава 3 месеци пред истекот на мандатот на самите членови на училишниот одбор. Бидејќи ние бевме во кампањи, избори и така натаму, значи во Средното општинско училиште мандатот на представниците од основачот е 7.12.2021 година. Значи, се оди со предлог со решение за именување представници на основачот по училишното одбор во Средното општинско училиште Методи Митевски Врицу. За членови на училишниот одбор на Средното општинско училиште Методи Митевски Врицу се именуваат Јулија Крстевска, Гордана Петровска, Даниела Сумрачка. Членовите на училишниот одбор од страна на основачот се именуваат за период од 4 години со право на уште еден избор. Отварам расправа по точката со реден број 20. Дали некој ба разбор? Благодари, Сашко. Процедурално само да кажам за сите наредни точки за именување на представници на училищни управни или надзорни одбори. Пред 4 години, кога се случија промените во локалната самоуправа, затекнавте ситуација во која во сите управни одбори имаше представник на опозицијата. Целта на ова нешто не е друго, туку да имаме едноставно механизам на контрола во случувањето на нештата и време за реагирање при секоја негативна случка во тој аспект. По доаѓањето на промените, значи сите надзорни одбори беа заменети со едноставно со представници на една политичка партија и тоа не го одразува реалниот состав на состојбата на гласањето. Сега, ако ги собереме гласовите на позицијата и опозицијата, предничењето од 150 гласа е и сметам дека тука треба да се направи промена не во интерес да има тенденција некаква или било што, туку во интерес да се подобри работата на управните одбори со цел да има механизам за притискање врз директорот објективно да работи. Пример само ќе кажам, за Средното општинско училиште милиони денари стојат вака нереализирани со неколку буџети. Доколку имавме ние информации за тоа да се случува, ќе преземевме акција, ќе правевме начини заедно нормално сите за тие работи да не стојат од една во друга состојба да се пренесува тоа конто. Тоа ми е прашањето, доколку има расположение, доколку нема, цените како мислите дека треба да се иде. Благодарам. Дали некој друг разбор? Поверите? Фала, председателе. Значи, не се сложувам со координаторот на Советски председател Сашко Ивановски. Значи, пред 4 години ми беше понудено за членови на училишни управни одбори како прва копија, а во врска со сега предложените членови на училишен одбор, мислам дека се тоа се стручни компетентни членови. Јулија Крстевска наставник, Гордана Петровска наставник, Даниела Сумрачка наставник. Значи, во една таква институција ни треба такви луѓе и мислам дека се работи за стручни луѓе. Благодарам. Дали некој друг вас? Контрареплика, значи не беше така, состојбата имате записник, можете да проверите кои места беа понудени тогаш беше присутени, еви сега е градоначалникот, имавме понудено 2 места од 9 или 8 управни одбори кои се менуваат. Значи, ако тоа е реципроцитет и одраз на волјата на гласањето, тогаш борете, терете, така како мислите дека треба да биде. Поверите? Благодарам, значи во претходниот мандат, го кажува мандат. Го демонтирам тоа. Дали некој друг има разбор? Јас бев пособет исто на одбор во основното училиште Климент Охридски во период кога спомна Игире и тогаш имаше од совет на родители Ванчо Стојмирски и Владко моментално кој што работи овде, затоа што кажувам само пример дека не беше дискриминиран партиски
Или партия. Или... Благодарам председател. Значи како ги делите луѓето? Бил Бачо Стоимирски. Значи Па Бачо не. Стоимирски бил като компетентен, дипломиран професор по одбранска настава. Добро. Значи се ставени стручни компетентни луѓе. Па и... Само секунда. Реплика има? Да. Не, пошто кажат дека компетентни и стручни, па секако дека не значи дека не работи по образование или моментално работи, заврши тој наставник. Или јас не бев наставник, а бев одбор. Беше ми пример дека не треба да правиме така да ги делиме луѓето. Секако во образование пред се треба да има тие предности. Но по кој ги наброи тие секако од тие секако дека се во образование, но има и лица други што се во образование, не се на тази Или пред да вземеш збор, јас сакам да кажа дека разговарате за различни. Значи, постои училищен одбор во јавно средно училиште составен од 12 члена, веројатно за кои вие разговарате. Сега разговараме за сосема друг, членови за училищен одбор. Овие се на основачот. Јас бев член на училищен одбор, не Дејан поведи имаш збор, ке контрреплика ли сакаше помоли? Ајде, контрреплика, па после Дејан ќе Значи председателе, дадени се предлози од страна на оговорувачот. Значи тие се дадени предлози. Ако имаат други предлози, нека ги дадат, ставете ги на гласување кои предлози се нивни тие. Благодариме, поведи. Значи, само кратко, значи сите што значи разговараме, сите констатираме дека ние сме сите што сме били членови во училишните одбори, сме по предлог од Совет на родители, а во моментот ние предлагаме членови од општината основач во управните одбори. Значи таму са во основните мисля сад дека са 9, во гимназијата са 12. И има предлог од училишен за училишен одбор од Совет на родители, од општината и по службена дојност. У случајот ние бираме само 3 члена или 2 члена од основач и тука мисля. Да, много јасно. Поведи. Малку го разговараме за комисиите што се за стипендии. Станува тој истина дека значи претходно состав на тие комисии се работили многу транспарентно и се бие во интерес на граѓаните. Значи сега пред малку на жестимо дека да предложиме ние наши предлози да ги тргнеме на гласање. Значи баш сакам да видиме транспарентноста на позицијата и да предложиме наши предлози да видиме дали ги гласат нашите предлози. И можете да понудите основа. По таа точка може да понудите и ваши. И ќе ги ставите на гласа. За да видиме транспарентноста на позицијата, да видиме дали ќе ги подобри нашите предлози. Председателе, значи правиме нешто, некакви споредби ги правиме, сега правиме комисија за добивање на стипендии со членови на училишен одбор. Точно. Значи, многу добро кажа и советникот Дејан. Значи, това са предлози од локалната самоуправа. И тие училишни одбори има 12 члена, има од Совет на родители, има од работените таму, има од бизнес секторот, така да ние се предлагаме членови од локалната самоуправа. Дали некој друг два разбор? Бидејќи никој не два разбор, ја затоа заклучувам расправата по оваа точка, истата ја ставам на гласање. Кој е за усвојување на предлогот за именување на представници на основачот во училишниот одбор на Среднодопштинско училиште Методи Митревски Вицо Делчево во наведениот состав? Јулија Крстевска, Гордана Петровска, Даниела Собрачка. Кој е против? Кој е воздржан? Констатирам дека предлогот е усвоен. Со 8 гласа за, 5 против и 1 воздржан.